Дали пред да бидат уапсени Груевски и Бошковски во Грција, имавте информации каде се тие? Па видите, ова е една акција која што ја работевме регионално, вклучени се повеќе служби и сознанијата кои што ги имавме претходно доведоа до успешна реализација на целата оваа акција. За нас како држава во овој момент е важно да се обезбеди правдата во Република Македонија за сите. И токму од тој аспект клучна цел и задача беше и на Министерството за внатрешни работи да ги вклучи сите можни капацитети, да ги лоцираме каде се, да заеднички преку соработка регионална која што имаме, обезбедиме информации за нив, нивното присуство, нивната логистика, се она што може да биде од корист за цела Дали оваа е точно постапка. дека нивни контакти со луѓе овде всушност ги издале? Па не. Првичниот контакт, односно првичните информации ги добивме непосредно од луѓе, па после тоа. Дали Грција е нивната прва дестинација, господине Спасовски? Која била рутата на пристигнување во Грција? Видите, сега јас детали во тој дел не можам да откривам, сепак тоа е една истрага. Важно е дека сите држави во регионот, таа е една заедничка соработка која што ја воспоставивме, вие знаете дека многу скоро бевме и јас на министерска средба со грчкиот министер, после многу години во Република Македонија, па имаа средба и директорите за Бирота за јавна безбедност на двете држави. Тоа значи дека од исклучителна важност е во спречувањето на криминалот, корупцијата, трговијата и така натаму, недозволена е взаимната соработка. Ние имавме добра соработка со сите служби од регионот и на крајот резултираше со оваа успешна акција. За граѓаните интересно се појави информација дека биле на најмалку 2 локации во Грција, точно е тоа? Па биле на неколку локации во Грција. Се споменуваат Халкидик и Солун. Не знам што се споменува, меѓутоа... Имавте ли информација дека имаат фалсификувани лични документи? Имавме многу информации кои што на крајот резултираа со нивно апсење. Значи, ако ги немавме информациите, ние не можеме да постапуваме. Ниту ние, ниту пријателските служби, ниту нашите партнери и така натаму во овој дел. Значи, информациите, како што напоменував и многу пати досега во новинарски прашања, емисии кои што гостував и така натаму, ние добивавме секојдневни информации во однос на овие случаи, кога на крајот се затвори целиот тој циклус, успеавме да дојдеме до оваа позиција и сега се очекува екстрадиција. Дали Груевски и Бошковски имале домашна логистика, помош од овде? Тоа е клучната работа. Значи, домашната логистика е клучната за целото нивно поминување надвор од територијата на Република Македонија. Ако немале домашна логистика, ако немале луѓе кои што ќе им даваат обезбедувања во однос на финансиски средства и така натаму, дури и со тие нелегални патни исправи, тоа не може да го прават. Илегално ја напуштиле Македонија? Како? Илегално ја напуштиле Македонија? Тие напуштиле Македонија во одреден момент. Како ја напуштиле, тоа ќе дојдат моменти кои ќе можеме да... На источната, на западната или на јужната граница? Тие беа во Солун. Добро. А имале ли помош од други странски служби, да речеме? Интересно е ова дека сакале да патуваат за Будимпешта. Во Унгарија на власта Виктор Орбан. Го видовме 20 дена предходно во Охрид како се среќава со Никола Груевски. Може би ова некако така. Ете, јас не сакам, голем филм, но... Не сакам да шпекулирам во однос на било какви податоци и врски. Важно е дека за нас помошта која што ја добивале од луѓе од внатре, таа е констатирана, таа е многу известна и сега тука треба обвинителството да работи сериозно и на овој сегмент. Меѓутоа, стигна ли до вас овие информации кои што се појавија во медиумите дека првично пред органите на прогонот во Грција дале изјава дека бараат прво да не бидат екстрадирани, меѓу другото затоа што се плашат за сопствените животи и затоа што се под притисок, барем така беше пренесено, на високи функционери на МВР? Па видите, секој еден кој што влегува во криминални активности, јас не сум сретнал до сега информација во која што тој самиот ќе признае или нема да бара начин да се брани, впрочем тоа е и дозволено и со закон, да имаат било каква одбрана. Меѓутоа, тие апсолутно треба да бидат изведени пред судот, да имаат правично судење
и врз основа на таа постапка да се докаже нивната вина или невиност. И во тој дел не држат тие констатации сите без разлика дали ги дале или не ги дале изјавите на еден или на друг начин. Важно е и ние бараме како држава да се направи екстрадиција, тоа што е можно побрзо за да може да започнат судските процеси. Тогаш да се отворат аргументите и доказите. Зошто и кој прислушувал во овие години, а веќе повеќе од сигурно дека тоа е правено во Министерство за внатрешни работи, токму службата со која што раководел Горан Груевски и на крајот од кришата некој мора да носи одговорност за таа работа.